Како што војната меѓу Израел и Хамас трае веќе 5 месеци, надежите за договор за прекин на огнот се зголемуваат. Сепак, семеен форум на родители, заедничка израелска и палестинска непрофитна организација, составена од околу 700 луѓе кои ги изгубиле своите најблиски во годините на конфликт, повикува на поинаква крајна цел – на помирување. Ние сме група од повеќе од 700 семејства кои сите изгубија член на потесното семејство во конфликтот. Ние работиме против насилство, за помирување и ставање крај на окупацијата. За Мелени другите членови на организацијата, нивната работа започнува со емпатија. Голем дел од работата што ја работиме е да разбереме зошто луѓето доаѓаат до точка каде што може да се однесуваат на начин како што се однесуваа на 7 октомври. Ако сте дете кое расте во Газа на околу 12 или 14 години и на секои 2 години има војна и бомби, немате за солниште, начин да бегате и немате никаква надеж. Каков возрасен човек ќе станете? Палестинецот Басам Арамин, исто така член на семејниот форум, повика да се стави крај на насилството. Одмаздата, која е многу лесна, никогаш нема да реши ништо. Само ќе создадете друга жртва. Сам станувате убиец, крвопролевањето ќе продолжи. Треба да го запреме овој круг на насилство, овој крвав круг. Амбасадата на Израел во Вашингтон не одговори на прашањето на Гласот на Америка за коментар за напорите за помирување. Во февруари, израелскиот премиер Бенјамин Нетјанаху рече дека и натаму се противи на палестинска држава. Народот на Израел и неговите избрани представници се обединети денес како никогаш досега. Кнесетот со големо мнозинство гласаше да се спротистави на секој обид за еднострано наметнување на палестинската држава на Израел. Таквиот обид само ќе го доведе Израел во опасност, ќе го спречи вистинскиот мир што сите ние го бараме. Протести се одржуваат широм светот. Многу мина бараат крај на сегашните непријателства и крај на окупацијата на Газа и Западниот брег, како и на оние кои го поддржуваат Израел и се борат против порастот на антисемитските инциденти. Членовите на семејниот форум на родители едноставно сакаат да се стави крај на насилството. Мораме да ја делиме оваа земја, иако се сакаме и ако не се сакаме едни со други. Никој нема да исчезне. Сите имаме право да постоиме, но треба да ја делиме како една држава или 2 држави или дури и 5 држави. Во спротивно, би го делеле истото парче земја како преголем гроб за нашите деца, семејствата, нашите луѓе. Значи, на нас е да живееме заедно, рамо до рамо. Светот го следи актуелниот конфликт кој започна на 7 октомври, кога Хамас го нападна Израел, убивајќи 1200 луѓе и земајќи повеќе од 240 заложници. Во војниот одговор на Израел загинаа речиси 30.000 палестинци.